Јас, ако ме прашате мене, предлогот за Франција сум да се одбие одма. Под хитно да се одбие. Затоа што тоа е само фингирана работа, друго ништо. Ништо да откажи одма. Под хитно да го откажи. Ова не е за нас. Ова Македонија не е. Не може да бидеме ние бугари во никој случај. Ние сме биле, ни ќе бидеме. Ние во Турско сме биле подчинети. Ама не го продадовме македонското. Исто и во Втора светска војна и сега нема шанси. Нема шанси. Договорот сам по себе знаеме сите дека е штетен за сите нас. Мислам дека денес сме многу мал број тука. Треба искрено сите да се залагаме за да не ни одземат и македонскиот јазик, затоа што едноставно уште тој остана. Најпрво името, знаете, преспанскиот договор помина, некако сето мирно го прифативме. Сега мислам дека време е да се запрат сите овие работи. Искрено тука сме затоа што не сакаме македонскиот јазик да биде некаков дијалект или да биде некоја фуснота. Па мислам дека време е да го слушнат гласот на народот, да сватат дека никој не сакаме, да се најдеме во оваа ситуација која што сме денес. И мислам дека време е да престанат сите овие работи, затоа што искрено мислам дека дојде да се слушне гласот на народот и дека овие работи мислам ќе земат поголем замав. Зошто? Поради одбрана на јазикот, на идентитетот и се собираме за нашата татковина. Ова што се случува моментално со, да не речем, ова непрокапсана влада, не е во ред. Само да и порачаме да прекинат со преговорите со Бугарија и да го слушна гласот на народот најпрво. Тоа е најбитното. Ако не го слушна гласот на народот, ќе треба да биде полошо. Нека мисли народ, ова што ни се случува нас. Сум шетал сегде, али ова што гледам овде да не бидува толку ми е срам. Се срамам. И само во Маровциве, например, членството требаше да си го собера сега овде да излезе. Кај се луѓе, кој организира. Барем да излезе овде една масовност да покаже. Страшна работа. Што ви порачувате еве на владата, бидејќи да се надевам дека се уште има? Што ова влада предавничка да си оди под хитно. Да го слободи народов, веќе дојде народов, го гледате како е пропаднат. Секој ден пропаѓа. Ова не е влада. Ваков фашизам што ни го прават не се случувало во турско време. Протестираме најпрви да се престани со оваа политика што ја води владава антимакедонска политика, да престане и да се повлечи од овај француски предлог и да го остави македонскиот народ рајат да си одбрани државата како што знае и умее и уназад години. Мислите или убедени сте дека е штетен овој француски предлог? Па не да сме убедени, не ги доказвате за тој француски предлог, него не бугарски затвор, каде што еден куп прилепчани ги имаат оставени на своите животи. Малце ли има улици на познати борци кои загинале од фашистичката рака на бугарскиот окупатор. Малце ли имаме спомено бележја. Како да кажеме дека е добар, кога е крајно лош за нас македонците. Се собравме овдека сите заедно, мислам малку се, треба да се собере целиот град, мислам треба да дојдат сите луѓе, не за бугаризација на македонскиот народ. Македонија заслужува да има своја држава, ја има таа држава, меѓутоа најверојатно сите заедно здружени, Европската унија, Бугарија, претходно и Грција, сакаат да ја разнебитат Македонија. На владата и порачувам да се откаже од овој штетен договор. Значи, никакви преговори, никакви договори, никакви забелешки, ниту оваа точка, ниту онаа точка. Не ни треба ваков штетен договор. Значи, овој договор воопшто не ни требаше да се помисли да се подпише, а не да се подпишува. И мене навистина ми е жал што народот не реагира. Значи, реагира еден мал дел од народот. Дури јас реков вчера, бевме во Скопје, само од Скопје да излезеше, доволно ќе беше. Мислам дека повеќе имаше од другите градови, не удираат по идентитетот.
сака да ни ја уништат историјата, како што се случи со договорот со Грција, каде што ги брусеа шактите, спомениците, така сега истото ќе се случува. Ќе се случува, например, со Охрид, со цар Самуил, со Климент, со Наум. Јас сум била во Бугарија и навистина жалосно е овдека кај нас, например, многу ретко се среќава некоја институција Климент Охридски, Наум Охридски, Александар Македонски. Меѓутоа таму што се случува? Одиш со автобус, тролејбус или трамвај и ти вика, следваща станција ти вели Климент Охридски. Потоа Наум Охридски, потоа ти вели Охрид, следната станица Скопје. Фактички тие Македонија ја пренесле во Бугарија. Пред време ја пренесле. И ние никако не реагираме на тоа.